Ако во бивша Југославија не дозволиле да има рудник на злато, тогашните луѓе сватиле дека овде не може да има рудник во таква близина. Во бивша Југославија која што никој памет немаше за екологија. Ама сепак знаеле дека не може овде да има рудник и не ставиле рудник. Огражден, планина во југоисточна Македонија која изобилува со богатство и над и под земја. Затоа Струмичката котлина со години е рингот во кој активистите против и инвеститорот за се борат на тема рудници. Земјоделството и рударството во 21. век мораат и можат да коегзистираат и да се развиваат заедно. Нема тука или земјоделство или рударство. Како и кога ќе пресуди судијата, владата? Струмичката котлина е распослана на 1500 квадратни километри. Според Државниот завод за статистика, регионот е прв според земјоделско производство во земјава. Еден од најпознатите продукти се френките, односно доматите. Но дали црвената боја на доматот не сјае доволно колку златната? Во југоисточниот регион неодамна се докажа дека во длабочините на планините е акумулирана голема количина злато, поголема од било кој друг регион во државата. Првите дозволи за проспекцијски геолошки истражувања датираат од 2004 година, одобрени од тогашниот министер за економија во владата на Бучковски, Фатмир Бесими. Денеска собственик на тие резултати и потенцијален инвеститор во рудник за злато и бакар е Евромакс Resources. Што се случува 19 години подоцна и какво е расположението на локалното население? На терен бевме со активистот Костадин Ристоманов. Потврда за тоа се и 4 едногласни одлуки на 4 совети на општина Ново село, Босилово, Струмица и Василево, нашиот Струмички регион. 4 општински совети дадоа негативна мислење дека не им треба нашата средина, не им треба рудник. Како што вели Ристоманов, локалците се едногласно против, но доправа им следи важен одбранбен процес. Искрено се надевам дека ние битката на терен ја добивме, бидејќи, како што еден политичар кажуваше, и птичките знаат дека луѓето не сакаат овде да има рудник. И тоа ми е јасно и на концесионерите, и на нивните акционери, и на властите, и претходните, и идните, и сегашните. Така да овде народот нема да дозволи по никоја цена да има копање, а најмалку да има рудник. Ило Малинов е роден и целиот свој живот го минува во Штука. Селото е на половина километар од локацијата каде би требало да биде еден од рудниците кои сака да ги гради Евромакс Resources. Вели уште како деца слушнале приказни дека на планината Огражден, како и покрај Штучка река, има злато. Меѓутоа, никој досега не влегол со механизација поради стравот дека ќе ги уништи условите за живот. Ако се изгради рудник, Малинов не верува дека локалното население би имало економска добивка. Ако тај рудник се отворе сега, тај рудник ќе биде, значи, во сите можности современ рудник некој. Со механизација, со стручни луѓе тие работи. А тука од нашите населни места или од нашата околија, јас дури сум веќе во последно време толку убеден дали ќе има и еден. Нема луѓе тука што би работеле во рудник. По мене ви тврдам, това 300 до 400, нека се 500 луѓе ќе бидат вработени. А тие луѓе 90% ќе си ги донесат они од некаде. Тие мора да бидат стручни луѓе. Од тука ќе бидат некој чувар, некој меташ, ич. Ние се навоѓаме точно на подножјето, на почетку на Струмичкото поле. Рудникот е над нашите глави од 300 метра почнува нагоре, на 500 метра. А опасностите ќе се неизмерливи, значи това ќе биде опасна работа тука. За каков тип на рудник станува збор? Според концесионерот Евромакс Resources, на местото би граделе современ рудник, пример за 21. век. Објаснуваат дека ќе наликува на обичен каменолом на варовник, кој нема да биде видлив од населените места.
Разговаравме со директорот за комуникација и односи со јавноста во компанијата Живко Груевски. Во одговорите неколку пати нагласуваше дека се работи за мегапроект. Ние, како менеджмент, како организација, апсолутно посветуваме време на таа транспарентност и постојано повторување на сите аргументи околу нашиот проект. Во Иловица Штука ние ќе дојдеме до ниво на производство на, во случајот, бакарен концентрат, кој потоа се транспортира во соседна земја, тоа оди во специјализирана топилница и тамо се доработува. Она што активистите најмногу ги загрижува – контаминацијата на подземните води кои се слеваат во извор од кој струмичани пијат вода, Груевски го отфрла како страв, прикажувајќи ја пред 360 степени симулацијата за тоа како ќе се справуваат со отпадот. Не вертикална брана, како некој што, еве и јас лаички прво замислував дека тоа така оди. Овде се работи за еден многу цврст или најцврст камен насип, кој што постепено се дига, кој што во последниот дел, како ќе оди експлоатацијата, да кажеме по 30 на години или по 25 години од експлоатација, основата, должината на основата на тој камен насип ќе биде 6 пати подолга или поголема од висината на камениот насип. Тоа е најцврсто во светот и е два пати поголема безбедност нуди од онаа максимална безбедност која бараат и актуелните светски стандарди. Од Евромакс Ресурсес дополнуваат, потенцијалните копови не вклучуваат употреба на цијанид или сулфурна киселина. Се чини за потврда на тврдењата на Груевски ќе поминат уште неколку години. Поминале 20, никој не знае уште колку долго и дали воопшто ќе се реализира рудникот Иловица Штука. А двојно име затоа што откако ги доби концесиите на планината Огржден, концесионерот започна постапка за нивно спојување. Таквото право за спојување на концесиите инвеститорот го црпи од членот 61 од Законот за минерални суровини. Може да се врши спојување на две соседни концесии во случај кога концесиите се простираат на исто наоѓалиште за ист тип на минерална суровина. На концесионерот му се дава можност да ги спои концесиите за експлоатација доколку се работи за ист собственик и ист вид на минерална суровина. А потребата од спојување е поради тоа што има два предмета. Во 2012 година е добиена првата концесија за експлоатација на минерални суровини, но во 2016 тогашната влада не дава и дозвола за ископ. Во 2015 пак е добиена втората концесија за експлоатација на минерални суровини. Во 2016 Евромакс бара спојување на двете концесии, бидејќи двете локации практично се преклопуваат. Министерството за економија дава позитивен одговор, но владата не носи одлука. Наместо тоа, владата во 2019 носи одлука за еднострано раскинување на договорот за една од концесиите. Евромакс тужи и го добива случајот пред управниот суд, пошто лиценцата им е вратена и на маса повторно се враќа спојувањето на концесиите. На 27 јуни годинава, владата изгласа спојување на двете концесии. Веднаш потоа, кадри на СДСМ во владата обвинија дека биле измамени да поддржат таква одлука. Одлуката се поништи. Надлежниот, министерот за економија, Крешник Бектеши, појаснува дека тоа не значи дека концесиите се одземени. Со повлекување на одлуката, од правен аспект, значи тие уште ги имат концесиите. Ние не сме ги зеле концесиите. Само сега не се споени. Само сега не се споени, што значи дека до нас е пристигнато известување од страна на концесионерот дека ќе ги користат сите можни судски процедури. Зошто тогаш државата не ги раскине договорите, со што и ќе се отстрани можноста за градење на рудниците? Ние, ако како аргумент го користиме негативниот импакт врз животната средина, ние како држава треба да имаме акт дека одредена инвестиција прави штета врз животната средина. Бектеши вели дека ќе постапи тогаш кога во неговиот кабинет ќе пристигне извештај кој ќе образложи која е штетноста по животната средина. Но ние не сме надлежни и немаме обврска да ја завршиме работата на Министерството за животна средина. Во моментот, ако добиеме информација
дека иловица штука има негативно влијание врз животната средина. Било тоа во контекст на природа, на вода или пак на друго, ние веднаш предлагаме едностран раскин на договорот, заради тоа што во договорот е предвиден дека треба да се исполнуваат сите стандарди и прописи на државата врз основа на заштита на животна средина. Министерката за животна средина Каја Шукова возраќа дека за да испрати извештај, некој треба да и го побара. Па јас мислам дека министерот за економија долго време во администрација знае дека било како факт еден орган на државна управа може да издаде само врз основа на барање. Ако не е пристигнато барање во животна средина, јас не го гледам основот врз основа на кој што можеме ние како министерство да издадеме акт, кој што би бил во интерес на државата за да можеме да се одбраниме, да речеме, во евентуална судска постапка која што евентуално би покренал инвеститорот за иловица. Последното барање во врска со рудникот за кое постапувало Министерството е од 2016 година. Тогаш Евромакс сакал да почне да копа, а од животна средина им возвратиле дека треба да изработат студија за оценка на влијание врз животната средина. 2016 година, кога беше доставен проектот за потенцијалниот коп, вклучуваше цијанид. Во меѓувреме државата ги промени законите. Сега цијанидот е исклучен од постапката, од ваквите постапки за копање на бакари и на злато. Што значи дека и да сака инвеститорот нешто да направи, прво мора да го промени проектот. Значи да го исфрли цијанидот, бидејќи со цијанид автоматски добива негативно мислење, така? Значи ние без цијанид проект не сме добиле во министерството. Ние и да сакаме, немаме за што да се изјаснеме. Може би инвеститорот утре ќе рече јас повторно ќе го задржам цијанидот, ќе доставам повторно таков проект. Ми разбирате? Не можеме да знаеме што размислува инвеститорот и во која насока ќе оди. Министерката Шукова, која доаѓа од редовите на СДСМ, се појави на еден од протестите против рудниците во Струмичко. Присуството го објасни со ставот дека нам како држава ни е потребна стратегија која јасно ќе каже дали инвестираме во земјоделството или во рударството. Инвеститорот очекувано е за рударството и жолтото злато. Местното население сепак и натаму повеќе го сака црвениот сјај на струмичките френки. Ние нема земе ништо. Ние ќе ни стават отровите, ќе ни останат за век уништена природата, раселени, уништени, убиени лица и за секој пат овде ќе нема услови. Од рајска котлина ќе станеме ѓаволска дупка.